Почитувани гледачи, ги следите вестите на телевизија Канал 3. Ова се настаните на денот. Груевски доби поддршка од Централниот комитет на ВМРО-ДПМН. Градоначалникот Лјата ја заврши посетата на Република Турција. Дебрани потврдени хуманисти. Македонија предвреми во целост го исплати долгот кон Меѓународниот монетарен фонд. Со завчерашната трансакција во Вашингтон префрлена и последната рата од кредитната линија за предпазливост, вредна $174 милиони. Со последната трансакција, како што соопшти вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, заштедени се 5 милиони евра на камати и курсни разлики, а подобрен е имиџот на земјата, зашто се намалени јавниот и државниот долг за 1,7% поени. Кредитот во износ од $312 милиони беше земен во 2011 година, а почна да се враќа кон средината на 2014. Последната рата е исплатена со средства од девизните резерви. За да го пресретнеме ризикот од натамошен раст на американскиот долар и на тој начин да заштедиме пари, направивме обсежни анализи, земајќи ги предвид сите можни сценарија и проценки за натамошното движење на американската валута во однос на еврото, пошто одлучивме дека е добро и корисно пред време да го се отплатат преостанатите $174 милиони, нагласи Ставрески. Според него, предвремената исплата се реализира врз основа на добрите приходи во буџетот и средствата обезбедени навреме со еврообврзницата минатата година. Секогаш кога економијата оди добро и кога буџетот има доволно средства, владата се труди преку проактивна политика да стори се за да го намали долгот, подлече вице-премиерот. Заклучно со јануари државниот долг изнесува 36,6%, а јавниот долг 43,9%. Инаку, предвременото раздолжување на Република Македонија кон ММФ, според експертите, е одлична вест, а според нив ќе има и продолжени ефекти од предвремената отплата, односно Меѓународниот монетарен фонд ќе има добар позитивен пристап, затоа што тие вообичаено го следат движењето на девизните резерви и наплатно-билансната состојба на државата. Централниот комитет на ВМРО-ДПМН упати повик до партиското членство да ги збие редовите и да застане во одбрана на достоинството на државата. Централниот комитет на ВМРО-ДПМН ги повика поддржувачите на партијата да ги збијат редовите и да застанат во одбрана на достоинството на државата. Највисокиот форум на владеачката партија заседаваше синоќа, пошто беше испратено соопштение со повеќе заклучоци поврзани со актуелната политичка ситуација во земјава, по отворањето на случајот пуч и презентирањето на бомбите на опозицијата. Централниот комитет на ВМРО-ДПМН им дава јасна насока и апел на сите членови и симпатизери, на секој еден поддржувач на нашата партија, да не наседнуваат на провокации, да застанат гордо, силно и во збиени редови во одбрана на достоинството и честа на државата и незините национални интереси, се наведува во соопштението. Во него се додава дека Централниот комитет му изразува целосна и безрезервна поддршка на партискиот лидер Никола Груевски, на извршниот комитет на партијата, како и на владата во справување со предизвиците наметнати од, како што е наведено, неодговорното однесување на СДСМ. На избраните функционери од ВМРО-ДПМН Централниот комитет им наложува да продолжат да работат исклучиво во интерес на граѓаните, да креираат нови проекти, да градат, да создаваат услови за нови работни места. ВМРО-ДПМН е и ќе продолжи да биде партија која создава подобри услови за живот. Сценарија за конфликти, дестабилизации, пучови, лаги и манипулации се одлика на опозицијата, се вели во соопштението од седницата, во кое се осудува, како што е оценето, недозволивото, срамно и деструктивно однесување на раководството на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нивната стратегија за предизвикување на дестабилизација на Македонија. Според партискиот Централен комитет, ВМРО-ДПМН има историска одговорност да се бори против деструктивни потези кои имаат цел спротивна на националните и државните интереси.
Во соопштението за заседанието на форумот на ВМРО-ДПМН се нагласува и дека нема да се дозволи спроведување на туѓи сценарија, дестабилизација на државата и насилно превземање на власта, спротивно од волјата на мнозинството граѓани. Потоа се повикуваат сите граѓани да се приклучат на, како што е наведено, борбата за зачувување на достоинството, стабилноста, демократијата и економскиот развој на нашата држава. До надлежните државни институции пак е упатен повик максимално професионално, одговорно и ефикасно да ги испитуваат и разрешуваат сите сомнежи и прашања поврзани со актуелната состојба во државата. По објавувањето на последните снимки од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев во врска со рушењето на објектот Космос, министерот за транспорт и врски Милијана Киевски на средба со новинарите изјави дека наведениот објект е законски срушен. Министерот за транспорт и врски во владата на Република Македонија Милијана Киевски изјави дека сите активности што ги превзеде министерството и локалните власти се во согласно со законот. Тој додаде дека Заев користи снимки на странски служби. Кога имавме заеднички пресконференција со министерот Диме Спасов и со представникот на Црвениот крст, кажав што е моето мислење околу целокупната афера и сакам уште еднаш да потенцирам дека снимките кои беа вчера презентирани во јавноста представуваат монтиран процес на странски служби, преку кои Зоран Заев ги користи за своји цели, односно неговата цел е да дојде по секоја цена на власт. Заев има една единствена цел, да создаде страв кај граѓаните, и затоа не е случајно тој во неговите изјави најпрво кажа дека 26.000 граѓани биле прислушкувани, а потоа кажа дека биле 20.000 граѓани прислушкувани. Заев со неговиот тим не само што сака на еден нелегитимен начин да дојде на власт, туку и самиот се доведува во дефанзива служејќи им на странските служби кои прислушкувале во Република Македонија. Срамота е и жално е што СДСМ секогаш се става на одбрана на тие кои го прекршуваат законот. Ова не е прв пат СДСМ да се става на страната на оние кои го прекршуваат законот. Министерот Јана Киевски додаде дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со лаги сака да дојде на власт и тоа на многу некоректен начин. Во однос на случајот кој вчера беше презентиран, сакам да истакнам дека одговорно тврдам дека целосно е постапувано согласно закон, односно целосно е почитуван законот за градење. Бидејќи Министерството за транспорт и врски на два пати е прифати жалбата на Цановски и прито беше издадено одобрението за градење. Но после утврдување на фактичката состојба од страна на општината Газибаба, зашто вчера имаше и соопштение општината Газибаба, беше утврдено дека објектот не е во согласно со проектот и заради тоа беше донесено тоа решение. Потоа беше доставена жалба до Министерството за транспорт и врски која беше одбиена согласно член 69 став 3 од Законот за градење, а дека нашите решенија, односно решението на Министерството за транспорт и врски и општината Газибаба се правилни, односно се согласно законот, покажува и самиот факт што компанијата сама ја повлече жалбата од управниот суд. Значи тие сами се жалеа до управниот суд и сами ја повлекоа жалбата. Исто така има изјава на самиот инвеститор дека комплексот е дивоградба. Така да, уште еднаш ќе повторам, ние исклучиво постапувавме согласно законот за градење. Првиот човек на Министерството за транспорт и врски по објавувањето на снимките на неколку пати повтори дека во рушењето на Космос се применети сите законски нормативи. Градоначалникот на ДБ Ружди Љата се врати од неколкудневната посета на Република Турција. Тој учествуваше на конференцијата на општините од Балканот и посети неколку градови каде што имаше средби со бизнисмени. Градоначалникот Љата како многу успешно го оцени учеството на конференцијата на балканските општини и посетата на неколку градови во Турција. Од 22 до 28 февруар бевме во една конференција во Истанбул, каде беа присутни сите еден голем број на градоначалници од Бугарија, Македонија, Косово,
Црна Гора, Босна и Херцеговина и од Санџак. Во оваа конференција беше презентирано соработката на Турција со овие држави, во кои спаѓаме и ние, каде се турците пожелни да инвестираат во Македонија. Во сите општини кај бевме, во Ескидар, во Байрампаша, во Конја, презентирале како тие се организирани. Во однос на воопште како се организира еден град, чистотија на градот, а многу важно беше тоа по мене, дека тие имала една методика, такви институции и школи, ни еден турчин да не останува без еден занат. Значи секој од плетење па до тешка индустрија да биде присатен во развојот на таа држава. Што учивме тоа, како ние можеме да го чиниме тоа, секој наш граѓанин да има една способност да може да им служи на овие граѓани. На средбата со новинарите, градоначалникот Лата посебно се задржа на средбите кои ги оствари во повеќе градови во Турција и представници на бизнис центарот. Конкрет бизнис проекти тие имат за сите дејности. Важно е ние да имаме проекти. Иначе нивниот проект е главен инвестиција. А ние треба да презентираме, договоривме од време на време да ги доставуваме нашите проекти, нашите барања, кои сигурно се прифатени кај турците. Општина Дебар подолг период има тесна соработка со неколку општини во Република Турција. Посетата на градоначалникот Лата ја продолбочува соработката на Дебар со споменатата конференција одржана во Истанбул, како и општините од оваа пријателска држава. Советот на општина Центар Жупа на својата последна седница покрај другото ги усвои извештаите за финансиското работење на трите училишта општината, како и извештајот за реализација на буџетот за минатата година. Советниците на Советот на општина Центар Жупа исто така донесе одлука ја прифатија техничката документација за асфалтирање на патот кон Бруштица, Елевци и Праленик. На седницата учествуваше и градоначалникот Аријан Ибрем, кој зборуваше за значењето на инвестициите во патната инфраструктура. Председател на Советот Лавдарин Веселовски нагласи дека со асфалтирањето на овие патни правци видно ќе се подобри патната инфраструктура. Во општина Дебар се реализира проектот промоција на хуманитарните вредности. И покрај тоа што Дебрани во основа се хумани, овие проекти се битни посебно за малата популација. На промовирањето на проектот говори инструктори на Црвениот крст на Македонија. Во општина Дебар хуманитарните вредности добиваат во динамика од година во година. Овој проект продолжува да возможува поддршка на идеи кои потоа се претворат во проекти за реализација. Јас сум инструктор на ПХВ програмата на промоција на хумани вредности. Програма која работи веќе 17 години, веќе ова 17-та година која работи на рамки на ниво на Република Македонија. И нашата задача всушност е само да извадиме мотивација и да потикнеме мотивација кај младите ученици, значи во основна и средношколните ученици, и со тоа што со интерактивни вежби, со разни предавања, разни игри, со кои ние фактички сме многу успешни во тоа, земајќи во предвид дека имаме само последната година имавме 210 мали проекти кои не се воопшто мали, кои што прават промена во заедницата ни цела Македонија, и сметаме дека тоа се подобруваме и се подобруваме се повеќе. Интересот од младите во Дебар е, мислам дека е доста на ниво и многу зависи од комуникацијата помеѓу општинската организација на Црвен крст и школите и основните и средното школа. И мислам дека таа комуникација се расте и расте се поголема, и мислам дека тоа веќе допринесува до поголем интерес од младите. Ваквите проекти побудуваат голем интерес кај малата популација. Сега младите во Дебар сака да им помогнат на одредени социјални структури. Ови американци имат што поможуваат за Дебарот, што на сиромашти кои немат некој помагат. Друго, за крв ови што даруваат, имат оде Дебарот, дават и крв. За Бајрам иде нешто и тие помагат.
Имаме од свегде американци некои што помагат. Рамазан, Бајрам, се помагат оде во Дебар. За сите работи се хумани, за секоја помош дават. Немат некој што не пружат помош. Па и тие од странство истите се, исто е. Кога идат и тие помагат за секого, и за сиромаси и за све помагаат. Кои немат можност го помагат. Инаку преку Црвениот крст, но и во соработка со други институции во Дебар, во изминатиот период реализирани се повеќе значајни хуманитарни активности, како што се изградба на куќи на бездомници, помагање на стари изнемоштени лица, како и помагање на лица со посебни потреби. Со цел контрола врз нелегални обложувалници, деновиве заедничка координирана акција СВР Охрид реализираше со управата за јавни приходи. Акцијата беше реализирана во неколку градови во западниот дел на Македонија, меѓу нив и Дебар и центар Жупа. Контрола беше извршена во 20 обложувалници во Струга, Кичево, Дебар и центар Жупа. И како што вели портпаролот на секторот за внатрешни работи во Охрид Стефан Димовски, во вкупно 5 објекти обложувалници биле констатирани прекршоци согласно Законот за игри на среќа и забавни игри. Дебар и општината Центар Жупа деновиве беа меѓу неколкуте градови каде што беше извршена контрола врз нелегалните обложувалници, која што всушност представува заедничка координирана акција на секторот за внатрешни работи Охрид и управата за јавни приходи. Контролата беше извршена во вкупно 20 обложувалници, спомнав во 5 општини, меѓу нив се и Дебар и центар Жупа, но и во градовите Струга, Кичево и Охрид. Една обложувалница во центар Жупа и 2 обложувалници во кичевските села Зајас и Грешница приредувале игри на среќа без лиценца, односно без дозвола од надлежен орган. Во обложувалница во општина Центар Жупа одемени се 5 телевизори, 2 компјутери, 1 принтер, 4548 денари и друга опрема. Во согласно со Законот за игрите на среќа и забавните игри, према правните лица каде се констатирани неправилности, според Димовски ќе бидат поднесени и кривични пријави. Романските надпреварувачи Паул Пепене и Сара Тимеја ја потврдија доминацијата на 52-то издание на меѓународната манифестација во нудиско скиење, Мавровски меморијал, откако беа најдобри и на вториот надпреварувачки ден. Паул и Сара, откако победи на трките на 10 км на првиот надпреварувачки ден, триумфира и на покусата патек од 5 км. Пепене победи со време од 11 минути 33 секунди 62 стотинки. Втор беше неговиот сонародник Петрика Ходжи 11 минути 51 секунда и 12 стотинки, а трети Дидадич од Хрватска со време 12 минути 4 секунди 15 стотинки. Најдобро пласиран македонски надпреварувач беше Дарко Дамјановски, кој го освои 9-то место со време од 13 минути 21 секунди и 20 стотинки, додека Тони Станоевски беше 10-ти со резултат од 13 минути 52 секунди и 94 стотинки. Во женска конкуренција Сара Тимеја до првото место стигна со време од 13 минути 57 секунди и 82 минути, пред Антонија Григориева и трето пласираната Тања Красич од Босна и Херцеговина. Македонската нордика Росана Кировска го освои петото место со време од 15 минути 38 секунди и 90 стотинки. Во општина Маврово и Ростуше, покрај тоа што Националниот парк Маврово и локалната власт инвестираат во туристички локации, скромен придонес во насока на развој на туризмот, но и подобра рехабилитација на самото население дават и одредени наши селеници. Во селото Жироница во областа Долна Река има 2 туристички локации кои населението ги користи особено во летниот период за рехабилитација и дружење. Неретко тука се одмарат и немарни или случајни патници. Се наоѓаме на едно атрактивно туристичко место, викано во жерновски жаргон ке големана карпа, место кое примамува многу нашинци од селово и од околинава и добронамерни патници, со оглед да се наоѓа на многу живописна положба, поглед спрема реката Радика, Бистра и сите убавини кои ни обкружуваат, а посебно што се изгради тука и самата чешма. Ова локација е одбрана од повеќе причини.
се наоѓа до самиот регионален локален пат за селото Жировница, негде на половина од патот. Пред се ќе се вратиме малку поназад, кога уште у постари времиња нашиве луѓе биле познати како печалбари, што се вика гурбетчи, од тука патувале, оделе, се враќале на работа, испраќале многу генерации војска и други работи. Ова место е одбрано со оглед дека од овдека, кога ќе дојделе нашите, да речеме, мајки и сестри, од овдека имале поглед, со оглед дека немало превоз како денеска, ќе погледнеле автобусот или што ќе дојдел некој превоз доле, тие знаеле веќе дека стигнале некои од нивнините од некаде од печалба или од војска. Една од двете туристички локации е изградено од рекански селени кој денеска живе во Турција. Ова место вреди за едно атрактивно место. Навистина на право место е поставено, со оглед дека тука е самата карпа кај што е чешмата изградена, сенка, летниковецот кој тука е изграден и самава природа која не обкружува. Значи, навистина е место створено за тие работи. Ова летниковец го изградил еден нашинец, да речам, преселен во Република Турција, поточно во Маниса, господинот Исмаил Ватансевер, кој исто така вреди за познат бизнисмен и кој често доаѓаше во нашево место, и на благодарност негова се изградила прекрасна чешмови летниковец. Еве и таму имаме уште еден дополнителен објект. Ќе се гради, ќе се проширува, ќе се прочисти ова. Треба да се нагласи дека во повеќе рекански села има слични локации. Убавата природа, бујната вегетација, бројните реки, извори, водопади и други обавини даваат можности за интересираните да создаваат слични локации кои се потреба на населението. Почитувани гледачи, во приложение ги иметуваме вестите од регионот и светот. Амбасадорката на Германија на Косово ги повика властите во Приштина што побрзо да основаат специјален суд и најави негативни последици доколку Косово не успе да го формира судот. Важно е да не се преговара повторно за договор за специјален суд. Сегашната дискусија е опасна по имиџот на Косово како сериозен партнер, вели амбасадорката Ангелика Фиец за Кохадиторе. Таа истакнала дека она и Косово заедно донеле одлука за основање на судот, но доколку Косово се дистанцира од договорот ќе се постават многу прашања за неговиот кредибилитет. Амбасадорката предупредила дека ако Косово не го формира судот, тоа ќе го направи Советот за безбедност на ООН, а тоа би представувало чекор назад во напорите на Косово за зајакнување на својот суверенитет. Исламската држава ослободи 19 христијани од групата од повеќе од 220 лица кои биле киднапирани минатата недела во североисточна Сирија. Башир Саиди, кој е представник на Демократската организација на асирците, изјавил дека 3 жени и 16 мажи пристигнале во црквата во Хасака, град во близина на нападнатите села. Тој истакна дека тие биле киднапирани додека патувале со автобус од градот Шададех до Хасака. Веста за ослободувањето на 19 христијани ја потврдила и мрежата за човекови права на асирците со седиште во Шведска. Мрежата тврди дека тие се ослободени од како дале неодредена сума пари како данок што им се наплаќа на немуслиманите. Се уште непозната е судбината на над 200 киднапирани христијани, а се претпоставува дека поголемиот број од нив се во Шададех. Американските авиокомпании откажа над 1600 летови од североисточните аеродроми во САД поради петата снежна бура ова зима, пренесува МИА. Поради невремето 5000 летови доцнеа. Непогодени се аеродромите во Њујорк и во Филаделфија. Според синоптичарите лошото време ќе се задржи во вторник. Во петокот и во саботата снег паѓаше во јужните држави на САД. Поради снегот во Далас бе откажани 1500 летови. Невремето во Тексас предизвика 40 сообраќајни несреќи, а во Мисури 30 автомобили учествува во верижен судир. Почитувани гледачи, со вестите од светот ги завршуваме вестите на телевизија Канал 3. Ви благодариме на вашето внимание.